А сега одиме на терен, таму не чека Димитар Бабалков, има нешто важно да ни каже, односно да не советува како да ги заштитиме водоводните цевки и инсталации од ниските температури кои веќе почнуваат да бидат под нулата во поедини места. Диме, добро јутро. Добро ви утро, колеги, вам и на гледачите. И ова утро некако свежо е во главниот град, односно ниски се утринските температури, но далеку под нулата. Но тоа не значи дека граѓаните не треба веќе да преземат акции, да ги заштитат водоводните мрежи, односно водоводните цевки и водомерите за подоцна да не претрапат парична загуба, олеснување на домашниот буџет, а од друга страна да си ја мачат главата со проблемите кои доаѓаат. Докаде се надлежностите на јавните предпријатија, од каде почнуваат надлежностите на домакинствата, на кој начин правилно се заштитува водоводната мрежа е тема на разговор во продолжение. Добро утро велам за Зоран Недевски, токму од сектор за наплата при јавното предпријатие Водовод и канализација. Утринските температури и доцните вечерни часови, веќе ниски температури имаме. Дали има поплаки од граѓаните за пукнати водомери, замрзнати цевки или некои слични дефекти? Добро утро најнапред и од мене, до вашата телевизија и до гледачите на вашата телевизија. Како што и самите напоменавте, значи веќе доаѓаат ниските температури. Полека се припремаме сите за зимските услови. Треба и граѓаните и корисниците на нашите услуги истото да го направат. Значи во периодов и вие напоменавте, не се далеку сме од ниските температури, меѓутоа за кратко време ќе ни пристигнат и мораме да се подготвиме сите и граѓаните и ние како јавно предпријатие за заштита на водоводниот систем. Најнапред да напоменам дека во овој период немаме некои поплаки за дефекти од типот на пукнати водомери поради ниски температури, затоа што напоменавме дека се уште е рано, меѓутоа очекувани се таквите работи и подготвени сме да се справуваме со сите тие проблеми. Така е, многу често во јавноста има дилема до каде се надлежностите на јавното предпријатие, од каде почнуваат надлежностите на самите домакинства, па ајде да ја појасниме и сликата од тој аспект. Значи, согласно законските нормативи, надлежностите на јавното предпријатие Водовод и канализација е одржување на уличната мрежа, приклучната цевка до водомерната шахта и првиот вентил пред водомерот на корисникот. Самиот водомер и водомерната инсталација после водомерот е на корисникот и истиот има ингеренци, односно истиот мора да ги одржува во исправна состојба, доколку настанат било какви дефекти, сите тие се натовар на корисникот. Така е. И сега да преминеме на главната тема, кои се најдобрите или најкорисните материјали за изолација на водоводната мрежа, односно водомерите. Видете, во пракса не постои некоја класична заштита или материјали кои што би извршиле заштита од мрзнење, од прскање на водоводната инсталација или на водомерите. Меѓутоа постојат стандарди кои што се пропишани од јавното предпријатие Водовод и канализација, доколку истите се почитуваат, не би требало да се доведеме во состојба да настануваат несакани штети. Значи, еден од стандардите е водомерната шахта која што е на корисникот треба да биде изградена, значи согласно прописите кои што ги наложува ова јавно предпријатие, самиот водомер да биде монтиран на минимум 80 сантиметри длабочина и тогаш се избегнува сите овие процеси на мрзнење, на оштетување, на механичко оштетување на водомерот. Самата водоводна инсталација после водомерот, исто така препорачливо и по стандарди треба да биде поставена на 80 см длабочина. Со самото ова, ги избегнуваме сите несакани ефекти и последици понатаму. Од аспект на заштита, да речам, на надворешната инсталација, што подразбираме сега под надворешна инсталација, чешмите во дворовите, малите хидранчиња, би било најприкладно и најпаметно некоја подготовка сега во овој баш преминувачки период од есен кон зима,
да се направи исклучување на комплетната таа мрежа. Има сега, значи, испустни вентили каде што може да се испушти самата вода, да се испразни цевката. Тоа е наједноставната и најбезболната заштита која може да ја направат корисниците на нашите услуги со цел да не дојде до несакано оштетување на таа водоводна мрежа и несакано истекување на водата во иднина. Доколку, значи, како заштита на таа водоводна мрежа може да дојдат, некој има радиаторски изолации кои што се ставаат, самата стиропорна изолација, стаклена волна, камена волна. Меѓутоа, сепак најдобрата заштита е исклучување на овие надворешни мрежи. Така, кој е вашиот став како јавно предпријатие кое не снабдува со вода? Колку може да биде зголемена потрошувачката на питка вода, затоа што голем дел од граѓани се водат по методот оставање на славините со мал млаз да тече во текот на ноќта, па и скоро во текот на денот, со цел да не дојде до замрзнување на водоводната мрежа во нивниот дом, а сепак на крајот кога температурите и тоа како ќе паднат под нулата, може да дојде до дефект. Видете, не ни е далеко летото да не ги заборавиме, значи, сите работи кои што ни се случуваа во летниот период. Значи, зголемената потрошувачка која што имавме во летниот период може да се прислика многу лесно и во зимниот период поради настанати дефекти, поради вакви испусти од страна на корисниците. Со ваквите испусти, факт е дека бидејќи водата протекува низ таа цевка, низ таа славина, како што рековте вие кога е пуштена, факт е дека нема да замрзне водата, бидејќи има проток на вода. Меѓутоа, од финансиски аспект, од гледна точка на финансиски аспект, има финансиска штета за самиот корисник најнапред, затоа што таа количина на вода, кога постојано истекува, ќе се измери на самиот водомер и ќе се фактурира на самиот корисник и утре заутре ќе ги удри граѓаните по џебот. Втора работа, и јавното предпријатие Водовод и канализација како давател на услуга ќе биде оптеретено со дополнително, значи, зголемена потрошувачка на количината на вода. Да не заборавиме дека количината на вода и водата која што треба да ја доставиме до било кој дом пропратена е со дополнителни давачки, значи од карактерот на обработка на водата, на хлорирање, на потрошувачка на струја за да стаса таа до резервоарите, од резервоарите да пристигне до нашите домови, да добиеме сите квалитетна и исправна вода. Самото зголемување на проток, на притисокот, промените на притисокот во мрежата може да доведат до несакани дефекти кои што дополнително ќе манифестираат трошоци. Значи, сепак не би препорачал вакво нешто. Нека ги заштитат самите инсталации во домовите, да речем, можат да се направат комплетни заштити, сепак таму не поминуваат низ зидови по подови, меѓутоа пред да се постават, пред да се монтираат таму водоводните мрежи да бидат заштитени, со самото тоа ќе се избегнат дополнителните вакви работи кои што можат да придонесат до несакани дефекти. Така е, многу пати сме апелирале, но сепак периодот кој ни следи ќе ги донесе за жал и првите проблеми, па многумина од корисниците на социјалните мрежи знаат да прокоментираат дали самото јавно предпријатие нуди услуга да си платат дополнително корисниците, доколку настане дефект поради пукање, замрзнување на цевки на самите водомери, дали јавното предпријатие врши замена, односно услуга еден вид мајстор, или сепак треба приватни компании да се ангажираат за такви услуги. Значи, ајде уште еднешка да напоменеме, јавното предпријатие како давател на услуга ќе изврши промената на неисправниот водомер, односно механички оштетениот водомер, поради прскање од ниските температури, со наплата од корисникот секако сето тоа ќе биде изведено. Меѓутоа, санирање на дефекти, одмрзнување на цевки после водомерот, значи не е под надлежност, под ингеренција на јавното предпријатие Водовод и канализација. Но имаме услуга која што ја даваме за откривање на дефектот, значи буквално ако е прсната цевката некаде под земја, доколку се подцинкувани метални цевките, постои испитно возило во јавното предпријатие Водовод и канализација која што може да лоцира точно каде е дефектот, каде е настанен дефектот, за полесно да го откријат, да го санираат корисниците на нашите услуги тој дефект. Рековте од замрзнување некои
како да кажам, како сето тоа да се реши. Не постои некој начин, граѓаните слушам прават секакви, како да речем, акробации за да водата повторно протече низ нивните славини. Меѓутоа нека се обратат, има доволно квалитетни водоинсталатери во градов и во држава, нека се обратат на стручните лица сепак да им помогнат во таа работа. Така, господин Недевски, разговорот да го заокружиме во насока, каква е ситуацијата во моментов со питка вода, дали има доволни количини, да не страхуваме дека зимава ќе ни се случи тоа што ни се случи летово, секако ако се придржуваме до правила. Значи, јас уште еднаш ќе повторам, не ги забораваме апелите од летниот период. Бевме многу присутни, многу бевме, како да речам, не најдувавме на разбирање од корисниците, меѓутоа сепак постоиме за тие корисници и ќе се грижиме за тие корисници. 24 часа ќе бидеме присутни, како што и сме присутни постојано. Се надевам дека доколку совеста работи кај нас, нема да имаме проблем со водоснабдувањето и да цениме овој благодат кој што го имаме. Сепак да не заборавиме дека водата живот значи. Ви благодарам. Исто. За крај од ова вклучување можеме да констатираме дека изолацијата на водоводната мрежа, односно цевките низ домовите, е наша одговорност како и водомерите. Јавното предпријатие Водовод и канализација во случајов има надлежност до донесување на водата, односно се грижи за мрежата која треба да ја обезбеди водата до нашиот дом. Колеги, ова би било се од ова вклучување од терена. Ако имате дополнителни прашања, повелете. Дека овие корисни совети од страна на јавното предпријатие Водовод и канализација беа навистина доволни. Многу вака себично ми делува тоа, ќе оставам чешма да тече да не замрзне, од проста причина што светот кувури со вода, а не па ние. За среќа се уште имаме добра питка вода, за среќа имаме доволни количини, но со таков однос не знам тоа до кога ќе трае. Имено веќе, како што знаете, и економските војни и војните генерално се водат за природни ресурси, додека ги имаме да ги штедиме. Во продолжение ги време на новите утрински вести во 9 заедно со колегата Марија Николов.